Благодарам, председателе. Слушам колегите од владеачкото мнозинство се смеат и дофрлаат да ги изброиме точно министрите и замениците колку се присутни на денешната седница, ама работа не е за смеење. И председателе, ај што касните 25 минути на пленарната седница за поставување на пратенички прашања, треба да се запрашате и јавно да повикате зошто половина влада не е присутна на единствената можност за обраќање на пратениците во собранието во глобала и од власт и од опозиција кон владата, односно кон министрите од ресорните министерства и за истото да реагирате и вие. Навистина е несериозен односот затоа што во моментот имаме 7 министри и 3 заменици министри присутни на седница за поставување на пратенички прашања, а имаме само еден допис од еден министер кој што денес ќе биде отсутен. Ако вие мислите да работите по диктат на владата и да прифаќате се што ви сервира, а не мислите со своји глави како владеачко мнозинство и пратеници кои што размислуваат сами, тоа е ваше право. Ама јас сум лично навреден и како пратеничка, и ние, како пратеничка група, и како човек кој што размислува со своја глава и барам денеска да бидат присутни сите пратеници. Го повикувам и премиерот Ковачевски да ги опомене сите негови министри затоа што навистина е несериозно. На единствената можност на која што можеме да се обратиме, алатката која што имаме како пратеници за присуство на министрите на пленарна седница за поставување на пратенички прашања, истите да бидат отсутни. Со ова го покажувате не само односот кон парламентот, со ова го покажувате не само односот кон граѓаните, туку и вашето почитување на овој законодавен дом. Затоа сметам не да се смеете, туку вие треба да бидете тие кои што ќе поварате министрите да бидат тука. Тие министри на крајот на денот ги бираме ние, тие заменици министри ги бираме ние и затоа треба да бидат тука присутни. Премиере Ковачевски, замолувам и барам и инсистирам да реагирате до вашите министри. Наредната седница или во текот на денешниот ден да ги повикате сите да дојдат, да бидат присутни, затоа што највисока форма на демократија е одговарање на пратенички прашања од пратениците, затоа што најголем дел од тие прашања доаѓаат како барање на граѓаните. Со ваквиот однос на владата кон нас, кон граѓаните, се покажува и вашиот однос кон целокупното општество. Замолувам, председателе, и вие да преземете обврска и да реагирате и вака во ваков број кога се министрите да не почнуваме со седница до нивното целосно доаѓање и присуство на седница. Благодарам.